Добар ден, присутни се 11 советници. Советот го има потребното мнозинство полноважно да одлучува. Согласно член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, ја свикувам 22-та седница на Советот на општина Могила, што ќе се одржи денес на ден 12.12.2022 година. Пред да преминеме на дневниот ред, го ставам на усвојување записникот од 20-та седница на Советот на општина Могила, одржана на ден 15.11.2022 година и усвојување на записникот од последната 21 вонредна седница на Советот на општина Могила, одржана на ден 23.11.2022 година. Дали некој има забелешки на записниците? Записниците ги ставам на усвојување, кој е за? Констатирам дека едногласно се усвоени. Го предлагам следниот дневен ред за работа на седницата. Точка 1. Предлог програма за работа на Советот на општина Могила за 2023 година. Точка 2. Предлог програма за волонтери и практиканти на општина Могила за 2023 година. Точка 3. Предлог програма за животна средина на општина Могила за 2023 година. Предлог 4. Предлог годишна програма за еднакви можности на жените и мажите во општина Могила за 2023 година. Точка 5. Предлог програма за мерки и заштита на населението од заразни болести Могила за 2023 година. Точка 6. Предлог програма за уредување на градежно земјиште на општина Могила за 2023 година. Точка 7. Предлог програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Могила за 2023 година. Точка 8. Предлог програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Могила за 2023 година. Точка 9. Предлог програма за одржување на јавна чистота на територијата на општина Могила за 2023 година. Точка 10. Предлог програма за управување со отпад на територијата на општина Могила за 2023. Точка 11. Предлог одлука за усвојување на програма за работа на ЈКП Пела Хигиена општина Могила за 2023. Точка 12. Предлог програма за водовод на општина Могила. Точка 13. Предлог програма за изградба и одржување на канализациона мрежа во општина Могила. Точка 14. Предлог програма за комунални дејности на подрачјето на општина Могила. 15. Предлог програма за локален економски развој на општина Могила. Точка 16. Предлог програма за социјална заштита во општина Могила. Точка 17. Предлог програма за спорт и култура на општина Могила. Точка 18. Предлог програма за изградба, реконструкција и одржување на улично осветлување во општина Могила за 2023 година. Точка 19. Предлог програма за изградба, реконструкција, рехабилитација и одржување на локални патишта и улици на територијата на општина Могила за 2023 година. Точка 20. Предлог програма за реализација на активностите на општина Могила од областа на заштита и спасувањето за 2023 година. Точка 21. Предлог одлука за усвојување на предлог буџетот на општина Могила. Точка 22. Предлог одлука за одобрување буџетски календар за 2023 година. Точка 23. Предлог одлука за усвојување на измена и дополнение на годишниот план за јавни набавки за 2022 година. Точка 24. Предлог одлука за доделување на новогодишен подарок на секој ученик во трите централни и 12 подрачни училишта во општина Могила: Основно училиште Гоце Делчев, село Могила, Основно училиште Кочорацин, село Ивањевци, Основно училиште Браќа Миладиновци, село Добрушево и ученици во ран детски развој. Дали некој има забелешки на вака предложениот дневен ред? Дали ова вака само го предлагате вие, како општина, како градоначелник, како администрација, овој буџет го предлагате, сето немате нешто друго измени? Или ако имате да направиме пауза да доклаите? За побрзо да ни ода после точките. Ако го предлагате вака, значи да знаеме дека е вака. Прашав дали има некој предлог за измени на дневниот ред или За измени, дополнување? дали имате за измени вие, или вака го предлагате како предлагачи? Тоа прашувам само. Вака го предлагате или имате измени? Дали некој друг има предлог за измена и дополнување на дневниот ред? Ако нема, јас имам предлог за дополнување на дневниот ред со уште една точка. Предлог одлука за ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на повеќенамensко игралиште во село Трап. Најпрво го ставам. Трап и во Ношков. Има две имаш. Има? Две имаш.
Да, ај уште едното, може да го рече? Значи точка 25 и точка 26. Предлог одлука за ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на повеќенаменско игралиште во село Ношпел. Најпрво ги ставам овие двете точки за гласање за да се дополни дневниот ред. Кој е за? Едногласно е усвоено. Вака дополнети измене дневниот ред го ставам на гласање. Кој е за? Дневниот ред е усвоен едногласно. Точка број 1. Предлог програма за работа на Советот на Општина Могила за 2023 година. Програмата беше изработена од страна на администрацијата со помош на членови од Советот Дијана Јаневска-Букалевска, Моника Мицевска и Габриела Козаровска. Отвараме претрес по програмата. Дали некој има прашање? Доколку никој нема прашање, точка број 1 ја ставам на гласање. Кој е за? Програмата едногласно е усвоена. Точка број 2. Предлог програма за волонтери и практиканти во Општина Могила за 2023 година. Комисијата за финансии и локален економски развој ја разгледа оваа програма и истата со 2 гласа за и 1 воздржан ја предлага на усвојување на денешната седница. Дали некој има прашање во врска со програмата за волонтери и практиканти? Доколку нема прашање, ја ставам на гласање. Кој е за? Точка број 2 е усвоена едногласно. Точка број 3. Предлог програма за животна средина во Општина Могила за 2023 година. Комисијата за планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина и природата да го изнесе ставот на комисијата. Комисијата го разгледа полагањето, 2 воздржани и 1 за. Во ред. Точка број 3. Предлог програма за животна средина на Општина Могила. Ја ставам на гласање. Имате прашање, повелете? Јас сакам да прашам дали во 2022 имаме добиено средства од Министерство за животна средина. Да. И зашто се искористени ако имаме добиено? За тампонирање во сите населени места средствата се искористени од животна средина. Во врска со програмата, кој е ова е за... Ама нема врска, да. Дали некој друг има прашање во врска со... Мене ме интересира да одиме дел по дел во 2022 што направивме со краците во Добрушево и Ивањевци за прочистителната. Значи имавме некои пари во таа година и сега за Могила, за прочистителната исто. Што се направи во тие 3 места? Во Добрушево и во Ивањевци нема наредната година. Значи во оваа година во Добрушево и Ивањевци и во Могила во прочистителната не мрднавме камче, така? Добро. Значи тоа сакам да слушнам, дали мрднаве нешто или не мрднавме? Наредна веќе Гласавме. Во Добрушево ќе се изгради крак за канализација. Не, само значи да одиме по процедурата, само јас да кажам, сега зборуваме за програмите, дали некој има забелешки за програмите за 2023 година. Ако имате други прашања за 2022, еве слободни како советнички прашања, мислам дека сега постапката не е за прашање од 2022, за програмите зборуваме. Дали некој има прашање во врска со оваа програма? Па еве за програмите за 2023 за прочистителната во Могила, што планирате? Како предлагач имавте тука, значи 4 дена да кажат луѓето. 4 дена да кажат луѓето, па да ни доставите програма од нив, вие ни доставите предвреме програмата, значи по моје луѓето џабе иделе тука. Значи џабе тоа е маркетинг или реклама. Од нив ништо, ние 7 дена имаме предвреме програма, ние вчера и нек ни прашувате, имате нешто да додајте во таа програмата, немате. Пред затоа ве прашав. Што планирате со прочистителната во Могила? Така ќе течи фекалиите или ќе преправа? Значи во програмата за животна средина на Општина Могила за 2023 за уредување на зелени површини предвидено е 350.000. За зелени Значи фекалиите кои одат во реката Шемница. Од прочистителната што не прочистува. Со бајпас, со ваш вака што е клаен,
Значи таму, знаете како е клаен. Ако не знаете, дојме да видиме на лице место да го откопаме цревото. Може? Може и со Може, да а? го откопаш, значи ако Абе да појдеме на лице место, ти ќе го откопаш. Ако знаеш кај, Па знам кај е, како не е. Си го монтирал да го откопаш. Знам како е. 1.800.000 денари Таму се седам. предвидени за канализација и животна средина за наредната година. Стави на гласање. Посебно што имате тука, посебно. Програмата пред тебе, Борче. Па По пред мене е програмата, програмата, не ми е јас јасно. Од таа програма за могила колку одвојуваат или што има? Во ред. Прелетната програма, значи е 1.800.000, Во ред. од нив дел ќе се Во одвои ред. за могила. Дали друг има прашања? Точка број 3 ја ставам на гласање, кој е за? 1, 2, 3, 4, 5, 7 гласа за, против, воздржан, 4. Точка број 4, предлог годишна програма за еднакви можности на жените и мажите во општина Могила за 2023 година. Председателката на Комисијата за еднакви можности. Комисијата за родова еднаквост се состана претходно и ја разгледа годишната програма за еднакви можности на жените и мажите за 2023 година и со 3 гласа за ја предлага за гласање. Истата е во износ од 90.000. Од 90.000 денари. Да. Дали некој има прашање во врска со програмата? Програмата ја ставам на гласање, кој е за? Едногласно е усвоена. Точка број 5, предлог програма за мерки заштита на населението од заразни болести на општина Могила за 2023 година. Комисијата за планирање и уредување на просторот да го изнесе ставот на председателот да го изнесе ставот на комисијата. Ова е тоа. Исто така само да кажам дека од Агенцијата за храна и ветеринар или ова е за да, за другата програма, да. Заклучено е за Да. согласно со вие. За сертификат е Да. заклучено. Да. Програмата ја ставам на гласање, кој е за? Еден, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 за, против? Воздржан? 3. Точка број 6. Предлог програма за уредување на градежно земјиште на општина Могила за 2023 година. Председателот на Комисијата за планирање и уредување да го изнесе ставот од комисијата во врска со точка број 6. Побере. Во ред. Дали некој има прашање во врска со точка број 6? Повелете. Барам беше изготвил ова програмата да дојде и да ни образложи. Клара? Во ред, една минута пауза само да ја викнем и ние сметаме дека добро е да ја образложи програмата.